Леп пекарски производи, млеко и млечни производи, месо и производи од месо, пива и вина, безалкохолни пијалоци или над 670 производи ќе се купуваат поевтино за новогодишните и божикните празници. Синдикатите, дистрибутерите, работодавачите, работниците и производителите за прв пат заедно со владата ја создадоа така наречената новогодишна кошничка, која ќе се применува од 15 декември до 15 јануари. Списокот е понуден од 60 компании во државава и бидејќи станува збор за договор, нема да има казнување, а владата очекува дека производите ќе поевтинат за најмалку 10%. Покрај тоа што во маркетите ќе бидат обележани со ознака помалку трошоци, повеќе за тебе се грижиме, граѓаните ќе можат и да ги видат на веб страната mojakошница.mk. Не е направено со интервентна мерка од страна на владата, не е направено со ограничување на цените, туку е консензуално решение и поради тоа нема да има за ова казнување, се разбира, туку ќе има само мониторинг на тоа дали на сите тие производи ќе бидат залепени сите овие налепници за кои што зборуваме, за да биде визибилно за граѓаните, за да можат тие да ги препознаат овие производи. Според министерот за економија, новогодишната кошница е целосно поразлична од претходната есенската, во смисла дека не е донесена како непазарно решение, зашто имаше реакција од експертската јавност. Со оглед на тоа дека листата е скроена под терк на понуденото од компаниите, казни нема да има, доколку во наредните десетина дена се појава злоупотреби, односно ако сега, додека стартува мерката, трговците ги покачат цените, пазарниот инспекторат има мерки со кои ќе се бори за да се заштитат граѓаните. Во состанок со стопанските комори, со дистрибутерите, производителите и трговците, ни утврдеа дека ќе се намалат цените на 10% и повеќе. Ако има такво нешто, Државен пазарен инспекторат ќе биде на терен, ќе го разгледа. Ако има нешто нормално, дека ќе ги викнеме пак на состанок. Ако да речеме еден производ чини 10 парички, чинел до пред 10 дена и сега вештачки се покачи на 12 парички, и сега од 15 декември повторно се врати на 10 парички, тогаш ништо не сме направиле. Но ако се врати на 8 парички, тогаш веќе нешто сме направиле. Така, и затоа велиме, пазарниот инспекторат има своји алатки, има своја методологија, во овие 10 дена, колку што ни преостануваат, ќе ги констатира цените, ќе ги видиме какви беа цените од претходно, ние вршиме континуиран мониторинг, и врз основа на тоа ќе носиме заклучоци. Инаку, во моментов на сила е и законот за нефер трговски практики кој треба да придонесе за стабилизација на пазарот. По нова година завршува преодниот период во кој компаниите се приспособуваат на законот и ќе се казнуваат оние што нема да го почитуваат. Министерот Дурмиши соопшти дека на дел од компаниите им било воочено дека дел од законот не се применува и ќе се разгледуваат причините зошто е тоа така.